Патувајќи низ поречијата, поточно речено низ Долно Порече, во правец на поранешната општина Самоков, со намера да направам нова репортажа за овој регион, безброј пати во преслед ми доаѓале сообраќајните патокази село Девич, село Локвица, село Драговдол, а посебно во очи, така да речам, ми идеше написот на сообраќајниот знак на кој пишуваше село Сушица, село Томино село, село Горни и Долни Манастирец, а посебно написот село Зркле. Иако со години крстарам низ Поречијево, така да речам, никако не му доаѓаше редот на ова село да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. На сам ден пред Богојавление, рано во жуприната, во зорите, заедно со мојот пријател Димче Ковилковски, родом од прилепското село Вранче, од Прилеп, преку Барбарас, тргнавме напад во правец на поречкото село Зркле. Времето беше вистинско зимско, студено, ветро, патот чист, снего што туку го имаше забелено хоризонтот, кој не обкружуваше околу нас, додека возевме по патната делница Прилеп, Барбарас, Македонски Брод, Крестосница, Брод, Самоков, село Девич, село Локвица, село Драговдол, мотел Издвор до Зркле, попатно застанувајќи на неколку места, меѓу кое местото викано Девини кули и пештерата Пешна, малку да одмориме и да се насладуваме од колоритната снежна убавина што и го дарила природата на овој крај. Почитувани мои, предлагам дел од оваа колоритна убавина да проследите вие во продолжение на оваа репортажа. По краткиот одмор го продолживме патот и по речиси 2 сати лагана вожна, како што умеат да кажат мештаните од селото Зркле, стаснавме в село, каде што пред самиот влез во селото не пречека преостанатите десетина селани од Долно Зркле, меѓу кои и мојот домаќин Тони, каде што на шега ми рече: Зоране, навистина си бил човек од збор, како што и се договоривме пред половина година, кога се сретнавме во Гранапчето во Прилеп. Како нема да дојдам? Грев че имам пред Бога, а Бога ми и пред покојниот твој татко, заедно со твоиве соселани, да му го исполниме неговиот аманет, кој ти го оставил, иако сега не е меѓу нас, ама сигурно некаде од небесата ќе не гледа и ќе се радува, но не само да направам репортажа како твоите соселани, како во минатото, така и денеска ги празнуваат водици, туку и многуте приказни што ќе ми ги раскажат твоите соселани за историјатот на вашево село, да ги преточам во овој документарен запис, му одговорив. Нека е денот за многу години. За многу годините. Јас сум Зоран од продукција Марио Филм. Ете денот во селото Долно Зркле за водици да направиме една репортажа. Како ти е името? Јас сум Тони Видески, роден во Долно Зркле, живеам во Прилеп, годинешен кум за водици во селото. Нека ти е којто? За многу години. Фамилија твоја? Јас сум супругата Ирена Видеска. Нека е денот за многу години. Фала многу, добро Денот ти дојдовте. се викаш? Јована? Јована. Така. Таа ми е черката средна, тој ми Здраво, е чичкото. Здраво, живо, добро ми дојдовте Добро во да најдов. Зркле. Ете,
ете ти си еден од најстарите Па, мештани. скоро сме од најстарите, да. Ќе ми разкажеш многу приказни за селово. Што знаем, веќе кажеме нешто. Така, така. Оти јас сум чичко на Божиково. Така. Почитувани мои, дојдов овдека во Паричието. Дојдов овдека во Горно Порече, во селото Долно Зркле. Да направиме една репортажа за водици како овдека мештаните од селото Зркле пред многу години го славеле и ја славеле ова слава. Но не само славата, туку да ми раскажат многу приказни за нивното родно село, селото Зркле. Одиме заедно? Одиме. Ајде, ви Ајде. Додека така да речам влегувавме и излегувавме од едно селско сокаче во друго, од едно мало во друго, на моите домајќини, мештаните кои не пречека, на шега им довикуваа. Немој нашиот гостин да сте го пуштиле да се замине од селово. Одведете го во секоја куќа, во секој двор, се да види и се да забележи. Ние меѓувреме ќе им подвикнеме на другиве соседи во другиве мала да им кажеме дека вечерва во селово имаме голем гостин и дека сите ние ќе го чекаме да ни дојде на слава, на засловот, да го запознаеме со нашите стари адети и обичаи кои се одржале до ден денешен во нашето село за водици, кои траат 4 дена. Почитувани мои, додека со моите домајќини влегувавме од едно сокаче во друго, од едно мало во друго, навистина не забележав колку така да речем бргу ми замина денот и навистина не почувствував замор, а исполнета ми беше душата затоа што јас ќе присуствувам на празнувањето на еден од големите христијански православни празници, водици, кој празник овде се празнува 4 дена. А како мештаните од ова село го празнуваа водици, предлагам да погледнете во продолжение на оваа репортажа. Од селото Зркле ми пишува кога бе Зоране ќе дојдеш во нашето село, посто те сопиме како домароден, како наш човек. Пред година дена бевме во Прилеп и ајде малку да ми раскажеш таа сторија, како дојдовме овдека во Зркле. Ова беше желба на мојот татко, жал што не е помеѓу нас повеќе. Името негово? Видески Василија. Така. И така ми остана како аманет да му исполнам желбата. На градските гробишта во Прилеп, прв пат се сретнавме со тебе, се договоривме и многу ти сум благодарен што и се изненадив после 6 месеци кога ти прв ми се јави и Ете, дојдовме да направиме тој адет, тој аманет. Сега пак едно да те прашам, може ли малце да ми обясниш кој е символот на котлето, на овие стари пари и на босилокот? на ова прашање може да ви одговори најточно мојот соселанец Бојан. Зоране, најпрво добар ти ден и добро дојдовте во селото Горно Зркле. Чувствувам огромна чест и задоволство кога станува збор за социјалните портали, поготово за вашиот социјален портал Мариово филм, и да се говори за традиција, обичај, за поречието е нешто многу битно. Вие прашавте што точно значи самото врзување на Светиот крст и самото котле, самата мартинка, односно конецот се вика мартинка и паричките што се на крстот се од чисто сребро. Традицијата вели дека во петок изочи водопост стрикно се собираат само жените кај кумот, да го врзат крстот. Почнуваат со тие водичарски песни. Најпрво се зема коноп, а потоа се плети мартинка, стрикно од црвен конец, и го закитуваат Светиот крст. На самиот Свет крст се нанесува босилок
односно босилокот е растение кое што се одгледувало од памти век и е донесено и на територијата на Република Македонија. Со тој свето растение се извршуваат многу обреди. Можеме да почнеме од обредот најпрво на крстење и крстење на самата света вода, што е најзначајно за богојавление водици. Се изведуваат посмртните ритуали, се изведуваат осветување на религиозни објекти и на самите домови. Паричките се дел од традиционалните македонски поречки носи, кои што ниедна жена во поречието не можела да се замисли без самиот гердан. И по една паричка од тој гердан ги врзуваат на светиот крст. Потоа истата паричка се враќа во самото домаќинство од каде што е донесена и се чува за здравие, среќа, береќе се до следната година кога повторно ќе се соберат и повторно ќе го врзат светиот крст. Кумот е тој што го изведува цел ритуал во текот на тие 2-3 дена, додека светиот крст и светото котле е во неговиот дом. Што е поентата на светиот крст? Поентата е што ние сите од селото, достојно идиме да го целиваме светиот крст и воедно да се поклониме пред светиот крст. Додека разговаравме претходно со вас, кажавме дека традицијата на полежување на крстот во светите води е најблиска во поречкиот реон, како што спомнавме дека денес во ова помодернистичко време светиот крст се фрла во водите, без разлика во кој град и во која река. Најблиску да дојди до чинот на крштението на нашиот Господ Бог Исус Христос е токму ова што сега претходно го спомнав, односно токму поречието како област најблиску го представува крштението на нашиот Господ Исус Христос, што тој светиот Јован го потопи во реката Јордан. Самиот Господ, ние како негови верници, или како што обично во религиозните книги се спомнува како ние стадото Господово, пред кумот се поклонуваме пред светиот крст, така кумот со светиот крст нас, значи еве можеме тоа да го изведиме, значи нас светиот кум, само малце, нас светиот кум не наквасува. Односно и Господ Бог Исус Христос беше наквасен од водата Јордан од светиот Јован Крстител. Ете, тоа е суштината на светиот крст, на сребрените парички, на мартинката, босилокот и самото котле со светата вода. Сега малце да ми објасните кој е символот на парите, понавод кажано. Рековме парите се сребрени, одека имаме денеска новчаници овој. Па, може би, ајде да... Од оној научен историски аспект, така речено. Па, добро, еве се мој став, јас да кажам. Твое мислење, да? Да, моје мислење. Може би населението во порече, како што во едни литератури имам читано од почитуваниот етнолог Јозеф Обренски, кој потекнува од Полска, порече е доста суеверен народ, односно сите верува во своите традиции и обичаи. Да, верува во своите традиции и обичаи, и затоа најблиску ги изведува. Може би, еве моје мислење, парата на крстот суеверно ги ставаат заради да имаат може би поголемо богатство, да има да се преживеат и така натака. Само суеверно, значи. Не можам баш точно конкретно да кажам зошто. Јас свака едно би рекол. Дали овие сребрени пари е порака дека како што Јуда го предал? Да, дека символот сребрената пара да не се радува на парите, па да откажам. Не, знаете што, ако влезиме во религиозен аспект за време на предавството на Господ Исус Христос од страна на Јуда за 30 сребреници, а потоа Јуда да си го одземи животот самостојно со бесење, па тогаш не можеме ние да се радуваме на парата.
Парата е материјално нешто кој што човекот го прави среќен во одредени моменти. Денес се имаме, утре немаме. Тоа е. Сега вака едно. А една порака до твоите, до сите наши македонци каде се роѓаат овде во селото Горно или Долно Зркле, дали во цело поречие, цела Македонија, Америка, Австралија и Канада и во Европа, дали е добро тие традиции, адети, обичаи, празници, не само да ги празнува таму кај се живее, дали е добро да си дојдат дома таму кај се нивните предци, ама и малку да почепкаат по историјата, оние устни преданија, легенди, затоа што најмногу, што викаат пастарите, устното предание е поубаво и наточно од историското, пошто вела старите, како што ја веле нашите баби, си беше едно дете, па си живееше, куштендалево, па си дојде и така натаму. Тоа е та порака. Видете, Зоран, јас вака ќе го почнам одговорот. Викат, за да дознаете за традицијата и културата на една нација, застанете од страна и погледнете ги нивните ора, песни, обичаи, традиција и ќе сватите за каков народ станува збор. Воедни тука ми е пораката. Значи, дојдете, сите дојдете, било од каде да сте. Ако вистински ве повикуваат корените од каде што потекнувате, дојдете и видете го нештото. Соечете се со тоа. Затоа што само така може нештото да се почувствува. Ние можеме да зборуваме, да кажуваме, да снимаме емисии, меѓутоа чувството е поинакво кога човекот ќе биде дел од сета таа традиција, дел од овај обичај, како што и во овој момент го изведовме целувањето на честниот крст. Значи, јас можам да кажувам, јас бев во Горно Зркле на Водици, се поклонивме на крстот, игравме, пеевме, меѓутоа јас тоа ако не сум го почувствувал тука, џабе да го кажувам. Сега малку едно провокативно прашање. Ти си млад човек, тука некаде 20 неколку години. Што е мотивацијата, љубовта да се занимаваш, да бидеш наследник и на Верковиќ, да бидеш наследник и на многуте антрополози, географи и етнолози во Македонија, да положиш, да истражуваш историјата на овој наш народ македонски, кој што на ова парче земја, кој што памти веќе се вика Македонија, со милениуми живее. Видете, јас и претходно во разговорите кога ги правевме ми кажав дека еден извесен период се занимавав со истражување на поречието, додека работевме и во градскиот медиум, во општина Македонски Брод. Направивме неколку филмови за порече, неколку документарни емисии за Полската народна телевизија со мисионери од Полска. Едноставно мора да те влечат корените. Ако немаш љубов кон она парче земја, од каде што потекнуваат нашите предци, џабе се. Значи, јас денес сум тука дојден, затоа што чувствувам носталгија кон моето родно место, кон моите предци, кон традицијата, кон обичаите. Значи, мора да се почувствува носталгија за да сме денес овде каде што сме. Кога патувам по селата, моје прашање на постарите мои соселани е да ми се представат. Ајде, твојот родослов. Па, видите, јас сум Бојан Бежовски, потекнувам од Горно Зркле, од фамилијата Бежовци. Живеем во Македонски Брод. Тука си граѓанин или селанец? Во Брод? Па, видите, може би ќе звучите интересно. Малку иронично те прашувам. Добро, во ред. Може би ќе звучите интересно, иако јас живеем во Македонски Брод, меѓутоа мојата лична карта гласи на село Зркле. Можам и тука и да ја покажам. Сега вака една. Ајде малку накратко личната карта за порече пред да ми овој не чекаат овој гостите. Ќе причекаат малку. Видите, Порече како област е срцето на Македонија. Македонски Брод, Порече. Порече број околу 50 на села. За жал, дел од нив не се повеќе населени, можам да ги спомнам таму Близанско, Тажево, мислам дека вие ги имавте Тажно е Тажево, филмот Тажно е Тажево.
има одредено население. Меѓутоа, кога стануват збор за традицијата, обичаите, селата се секогаш живи. 50 села во кои што минимум има по една црква, а максимумот не го знаеме, затоа што едно село може да има и повеќе цркви. Тука ќе ги спомнам и манастирот Вознесение на Исус Христос во селото Могилец и манастирот на Пресвета Пречиста Богородица во Горни Манастирец, кој што и како е значаен за Порече, затоа што не знам колку се запознати жителите на нашава Република Македонија. Таму и е спомен костурницата, која што датира за време на бугарското владење, каде што на 6 март на дозволете, на Бадник се има случајно Бадликовиот масакар, Колеш, да. 103 наши угледни поречани се убиени на злосторен начин на место. Интелигенцијата, врвот. Тоа било се, значи, причина за нашите 103 поречани да бидат убиени на местноста Дервишка нива на Барбарас, а потоа истите тие посмртни останки се донесени во манастирот Пресвета Богородица Пречиста во село Горно Манастирец. Малку за книжевната школа на овој манастир. Да. Кога станува збор за книжевноста, манастирот во Горни Манастирец е прв во поречието каде што се изучуваат македонскиот јазик. На книжен црковен јазик, така? Црковен јазик, да. Црковен јазик и токму наставниците, односно се всушност и самите свештенослужители. Тие го ширеле црковниот јазик, описменување низ поречи и така натака. Поречи има со што да се фали. Значи, 52 села, 52 даскали, попови, кои што ги учеле младите деца да читат и да пишуваат. Тука вака едно. Тука некаде ќе ја завршиме оваа приказна. Ајде малку да им посветиме на традицијата. Јас сум Бежовски Миле, кум од Горно Зракле. Сега вака едно. Од која фамилија си? Од Бежовска фамилија. Ајде малку историјата, како беше прославата овие денови во Горно Зракле. Прославата како вообичајно, како и сека година, така и ова година. Расположено, весело, се собравме од сите градови. Така? Дојдени сме да прославиме Водици, Свети Јован. Како оди традицијата? Сега до година кој ќе биде кум? До година ќе биде кум Трајковски Стојан. Така. Може ли малку да ми објасниш што е тоа лажи кум, што е Божи кум? Тоа може да го кажат повозрастните. Години, викајте. Ново години, работни години. Ајде повелете го долу срце. Амин. Јас се викам Јовановски Божидар, живеам овде сум роден, а живеам од Долно Зракле. Од која фамилија си? Од Јовановска фамилија. Може вака да се присетиш како пред многу години го прославувавте Водици? Колку имаше? Овај Водици дојден во Турската империја, да речем Водиците се прогласени, ама Водици главеле по редовите населени места, а во нисково место не дозволува Турската империја да се населуваат граѓаните и затоа рековле ние ова црква била на ридот горе према Лупще, Илиница и тамо се закарале 3 села и дошле до има 5 жртви тука прогласени. Сега Господ после ноќе 00:12 сатот и легувале 3 села, 3 огнови. Едниот огон од Илиница слегувал овде, а другиот си одел Лупще и така го добило ова село. Ние овде Светилија кај на Светец прогласен и по него е изградена ова црква 1888 година на Турска империја. И Водиците се од прескодно време, затоа зборуваме ние уште во Турска империја Водиците овде се како Водици.
Така. И сега ние го одржуваме уште тој термин, имаме во функција 4 котлина, а едната котли тука е во црквата, затоа што и силувањето го направило тоа, не е ништо грешено, значи се немаше кој да го одржува, тука е. Сега, рече дека имате 4 котлина. Од кој фамилии сте, од кој мала? И панели згоре, ова Мијајлевци ние се викаме Долно Зркле, Мијајлев се викаме. Така. Овој не по тогашно време не ќе се Турската империја не Египет се вика. Така. Сега, овој Врчак, Така. денеска таа фамилија е во Скопје. Така, од Врчак. Така. Така. И така се тие по човечки живот котлињата се и населените места. Сега, те прочитаме на филм, тука е во селото Долно Зркле, но се наоѓаме во црквата Свети Илија, каде што е камо темелникот на селото Долно и Горно Зркле. Еве тука сме, имаме овој 4 котлини и да ми се представите кој е мало. Јас сум Тони Видески од Долно Зркле, од Мијајлевци. Од Мијајлевци, од Долно Зркле. Ајде малку една сторија, како, која беше мотивацијата, ете ти ова година да бидеш домаќин за Волици, за богојавление? Па, традицијата да ја продолжиме на нашите родители, на нашите предци, дедовци и се надеваме дека и по нас, нашите деца, ќе ја продолжат истата традиција. Колку има жители во Долно Зркле? Сега сме 11. Па, моментално сега, до кај 15 жители се. Немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам закон. Јас сум Драшко Пројковски, ова година сум кум на нашето мало кој се вика од Горно Зркле кој се вика Киревци. Така? Традицијата е од тоа знам како дете, сеќавам како нашите стари дедовци, татковци, ние сме радувале како деца тука, имало по 2-3 дена тука се славело и ден денеска таа традиција наставена. Али со тек на време како самата состојба се правила своето, еден дел од тоа мало кај што сум јас представник сега кум ова година, се луѓето иселени на некој начин самите услови да им дозволувале да се вратат. И на некој начин ги имат откажана. Сега денеска јас оде како ова година кум, моето мало сме со 2-3 кујчи. Со една единствена цел да наставиме традицијата. Може да ми спомниш кој се ти овој куќи, како се вика? Ова нашата мало се вика Киревци. Така, колку бина се тие тројца? Порано ко дете јас сеќам биле дека е околу 8 до 9 кујчи. Така? На крстот кој што се така. А денеска сме 2 кујчи останати. Сега, ова да те прашам. Еве си овдека во Зркле, Горно Зркле, така. Кај ти се радува повеќе душата во Брод, во Скопје, во Прилеп или овде? Па јас сум со постојано местно живење само. Така? Кога фабриката работеше и гради таму кујчи, али овдека сум присутен скоро, да не речам секој ден, во моето село. Кој ќе додиш? Традицијата и понатаму сакам да држиме со мојот комшија, и ова е комшиска слава повеќе. Кој ќе биде новиот кум сега? Наредната година ќе видите мојот комшија Драге Настески. Така. Сега ова те прашам. Кој ќе прочиташ ни селово Долно Зркле и Горно Зркле. Со качето и пачето од Трнје и Капини. Куќата на Марковци, иако е Чердаклија, Капината ја обрасла. Куќата на Богевци, освен само тролото. Ќе прочитам, го слушам гласот на Мурко да се планинесот и ќе затропа клопотарецот на козата и на овците на Митрици по да откажано. Ти се радува или ти плаче душата? Ми плаче душата. Колку бино бевте во школијата кога учевте? Па бевне 16 деца во моето време. Кога ти секаше даскалот, што те научи? Цане. Строг беше или беше добар? Па, зависи во однос на учениците. Колку сте мина вие браќа и сестри во? Ние сме 4 браќа и 2 сестри. Кај се синојките сите? Јас живеам во Охрид, имам свој бизнис, другиот брат живее во Ресен, едниот е исто Охрид работи, приватно се бави со пекарство, другиот е тука
со мајка ми, живи заедно и с нами, пошто татко ми е починат пред. Кај е хубаво, Охрид или Овдека? Се знае старото оглиште кај што е човек роден. Од тоа нема побаво. Охрид е Охрид, туристичко место со езеро, многу бројни цркви, многу бројни традиции. Тука вака е Велико. Мештаните од селото Долно и Горно Зркле не чекаат. Додиме? Додиме. Да продолжиме. Овдека некаде ќе ја прекиниме, по навод кажано, разговорот со мештаните од селото Зркле. Ајде, каде ме очукат и кумовите? Нека се години. Години. Радостни весели. Ајде повелете. Горе на гости. На Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Порече е жива историја, жива природа. За Порече многумина патеписци поминале, оставиле писание, пишени документи. Порече е богато со археолошки локалитети. Овдека некаде овој крајот на 19-тиот и почетокот на 20 век е основано во селото Горно Зркле и во Поречијата првиот комитет на Тамаро. Ајде малку за овдека кога дојде во селото ми спомнал дека има некоја врска ова село со Даме Груев. Да, токму Зоран, станува збор кога Даме Груев бил ранет во селото Слатина, исто тоа станува за поречкиот дел, бил лекуван токму во селото Горно Зркле, односно во местноста викана Трите реки, во една од пештерите, и главните лекувачи, односно доктори кои што го лекувале Даме Груев, бил Софронија Славески, и во едни устни прикажувања се спомнува и мојот прадедо од Зале Бежовски, кој што бил доктор, односно ги лекувал луѓето со варење на различни билки, чаеви, така натака. Овој му ги правил мелемите, а Софронија му ги носел и го лекувал Даме Груев. Интересен е податокот за тоа што кога требало Даме Груев да го пренесат во селото Небрегово, кај таткото на Блаже Конески, Во Прилепство? Да, кај таткото на Блаже Конески, за време на турското робство, Софронија Славески, и како што кажа, што се спомнуват мојот прадедо Зале Бежовски, ги знајмиле попските алишта од селскиот поп, и Даме Груев го облекле во попски алишта, меѓутоа на глата му врзале една плава марама, како чалма да изгледа на глата, и за да можат успешно да го префрлат преку селото Дебреште. Кога во селото Дебреште ги сретнала турската пусија и ги прашуваат каде го носите Попов, демек со ем поп, ем чалма на глата, нели чалмата станува збор за еден од исламските белези, и тие рекле дека демек ние сега сме во ова турско робство, а попот демек паѓал пониско од сепак од муслиманите, меѓутоа станува збор за една голема измама што тие не го познале Дамета Груев и успешно го пренесуваат кај таткото на Блаже Конески во селото Небрегово. Даме Груев во знак на благодарност им дал една малихера. Им рекол, земете ја малихерава за тоа што ме донесовте успешно во селото Небрегово, меѓутоа ви давам клетва, кога ќе влезите в кујчи, парам парче да ја направите. Преку прак дома да не ја внесите, а додека појдите во вашето село Зркле, чувајте ја. Меѓутоа, кога ќе дојдете во дворот да ја искршите, преку прак да не ја внесите.
во едни казанија во едни преданија од баба Мита на Славеска, таа е дел од семејството на Софронија Славески, кажува дека таа малихера во кундакот била изжлебена и имало злато. Даме Груев сакал да им се заблагодари со тоа што го лекувале, успешно го излекувале и успешно го префрлиле во селото Небрегово и затоа им рекол преку прак да не ја внесите, туку да ја искршите. Арно, но кога се враќале за назад, истата пусија, како што и истите тие го кажува, ги среќнават повторно во селото Дебреште и им викат: абре ѓаури, кога одевте празни одевте, а сега пушка в раце носите. И тие од страв да не им се десит нешто рекле: да, појдовме празни, отаде со пушка, измислиле нешто, рекле: ама не е проблем, еве вие пушката, само пуштете не. Што сакам да ти кажам, дека не им било речено да повторно се вратат назад со таа пушка, па да го остварат ветувањето на Даме Груев, да искршат пушката, да го најдат богатството. Од страв тие пушката им дале повторно на турците и си се вратиле во Зркле со празни раце, како што излегле, достојно како што го однеле Даме Груев во Небрегово, со празни раце си се вратиле. Меѓутоа пораката јас вака би ја коментирал. Не се во парите. Да, не е се во парите. Значи, честноста. Така, честноста. Затоа што нашите епски песни за Крали Марко, па и патриотски песни, слушам кај шума шумите, Крушова Абер ми пристигна, пак има една песна, гледај ме, гледај Либе, ќе одам денеска, сум тука, утре ќе одам овој слана Дебрца за НОП и револуцијата. Парите, како што денешниот ден овдека во селото Зркле, каде што денеска го славиме Машки водици, крстовањето на Исус Христос, парите не се во парите, туку е во убавото, во она што вие спомнавте, и ова историска приказна, така речено, за Даме Груев. Пораката што ми ја пратил, рекол вака едно: да, моите овој ме прибра, моите ми излекуваа, еве ги парите, земете ги. Значи пораката, ако ве сретни нешто лошо, дајте ги, па ќе помините. Тука вака едно, тука некаде ќе продолжи приказата, не чекаат. Уште едно прашање, вака едно. Овдека над гробиштата селски. Имаме едни гробишта кои што ме велеа овдека местаните дека има еден посебно место на погреб. Имаше некој сознание зошто така? Да, како што видовме пред да почнеме со снимање, во самиот круг на црквата се селските гробишта, меѓутоа надвор од кругот има токму 4 гроба. Показанијата на моите предци, мојот дедо и мојата баба, станува збор за некое семејство кое што за време на комунизмот, како што било забранувано да се крштева, да се венчават и да се оди во црква, па и за погреб. Да, и за погреб. Општо сите религиозни и православни обреди биле забранувани од комунизмот и станува збор за семејство кои што биле едни водачи на комунизмот и според нивните правила не дозволувало да се сахрануваат во православните гробишта, па така тие се издвоени. Дури и опело од цената на свештеникот. Па да, тие во тоа не верувале. Меѓутоа, како што и сами видовме, и тука има и една силна порака, иако тие комунисти и не им било дозволувано да се... Ја би рекол родолюби за Македонија, меѓутоа бил системот таков, така? Така, да. Тие сепак во душата го чувствувале она вистинското, меѓутоа нивните правила нагласувало нешто друго. Иако се погребани надвор од селските гробишта, меѓутоа и самите забележавте дека на дел од гробовите има крстови, што значи дека тие сепак биле наши православни луѓе кои што во себе чувале верата христијанска. Дури и ова би го рекол, како сите наши револуционери од подалечното и денешното минато подале својот живот за оваа независна држава Македонија, без разлика под кое владение биле. Токму така, да. Туку, па едно би рекол, нека едно за години, тука некаде да ја прекинеме оваа приказната, ќе продолжиме. Не чекаат наши соселјани. Ајде, додиме.
година повесели, побројни, село можево да ни види повесело. Поберете сега и утре ве поканувам и задутре сите да ми дојдете и побројни да видиме овие двата да се водат. Амин. И ми здрави. Татко ми е Трајче Сингановски и тој почина пред 2 години. Мајка ми е од оваа фамилија, од оваа куќа. Се викат Миланка. Тој е мој брат. Роден е 49-та година, тамо све завршил. Имаме фамилија, све е тамо. Ти плаче душата? Јесте. Сега вака колку има... Негов син тука е. Вака сега те прашам едно. Ко? Ова да те прашам. Колку овај челат имате за твојата сопруга? Колку деца? Имам 2. Како се вика, машко, женско? Имам Александра и Владимир. Мочина? 5. Како се вика? Бојан, почеркане. Така? И Немања. А син ми Александра, Николина, таа е средна, Анастасија најстара, а Ники, Мирослав најмлади. Кој ти се помери првото или сугарето? Кој ти се помери првото или сугарето? А сите ми се мили. Ти плачи душата со овдека? Така? Ова да ми кажете. Хоче помисла мајка ми гајде. Кој ти ги чујаш македонските песни и ора во Банат? И мајка ми ке шета роди, па ми е тешко. Од кај беше мајка ти родом? Од ова куќа. Од овде, а? Колку мучина ги имаш ти? Ја имам исто черка и син. Тија има черката, има черка и син, а синот има една черка. Тија се во Канада, Монтреал. И македонци тамо сакат и македонска и српска песна. Ама и овдека во Македонија без узичко не го бива. Така е? Па сега што да речеме, ова немој да го отсечеш, пази. И срби и македонци иста вера се. Така е. И сите лепо, фино се живееме, али не треба никој да не раздвои. Така е. Ништо. Каја се одека во Македонија, кога ќе дојдеме на гости кај домајчинот, има една песна, домајчине, добри гости ти дојдат. Ќе запееме? Ајде да после, домајчине, ајде со тебе. Домајчине, добри гости ти дојдоја. Домајчине, добри гости ти дојдоја. Јас сум чисто македонче, од поречката околија, од поречката околија, о жалосна Македонија, од поречката околија, о жалосна Македонија. Почитувани мои, не ми се напушташе Порече, не ми се напушташе селото Зркле, не ми се напушташе прославата како за машките, така и за женските водици. Но го остава мојот домаќин, Тони Василевски, како овогодишен кум,
да си ја прослави славата, да си го прослави кумството и четвртиот ден, како што од памтивека па се до ден денешен, годинашниот кум ќе го предаде кумството на лажикумот, кој што до година ќе биде тој кум и ќе ја продолжи традицијата, како што нивните предци тоа го правеле, низ вековите кои што одминувале, па се до ден денешен.